Кратки најави за дневникот на ТВМ. Македонија денес гласа во вториот круг на 7-мите председателски и на 11-тите парламентарни избори од независноста на државата. Изборниот процес на двојните избори во Охрид се одвива во мирна и демократска атмосфера. Божествена Ѓурѓовденска литија по 15-ти пат во Струга. Потребни се субвенционирани чартер летови за привлекување гости од европските земји. Илјадници луѓе на пречекот на кинескиот председател во Србија. Почитувани гледачи, со дневникот вообичаено започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло со максимална дневна температура до 21 степен. Во попладневните и во вечерните часови услови за развој на нестабилност и врнежи од дожд. Утре над најголем дел од Европа претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Невообичаено студено пак се очекува да биде во североисточните и источните предели од континентот. На југ од Скандинавија и Апенинскиот полуостров, како и во најголем дел од Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со пад на температурите. Во северните и источните предели стабилно со зголемена облачност. Максималните дневни температури во интервал од 17 до 25 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со пад на дневните температури. Пообилни врнежи се очекуваат во попладневните часови и тоа во југозападните, јужните и југоисточните предели и се очекува локално да наврнат и до 20 литри дожд. Ќе дува до умерен засилен североисточен и југоисточен ветер кој што ќе достигнува брзина и до 25 км на час. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени, додека пак максималните дневни од 12 до 23 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во петок во утринските и предпладневните часови нестабилно со врнежи од дожд, кои што во попладневните часови ќе престануваат и постепено намалување на облачноста. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16. Во сабота и недела по свежото утро со температура од 6 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 19 во сабота, односно до 20 степени во недела. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор,
Купувањето во еден бау-центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау-центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Граѓаните на Македонија денеска гласаат во вториот круг на 7-те председателски и 11-тите парламентарни избори од независноста на државата. Македонија бира председател и нов состав на законодавниот дом. Излезноста на вториот круг за председателските избори до 15 часот според податоците на Државната изборна комисија е 31,53%. Правото на глас го искористиле 554.957 избирачи. На 7-те председателски избори од осамостојувањето на државата право на глас имаат 1.814.317 граѓани. За еден од двајцата кандидати да биде избран за функцијата председател на Република Северна Македонија, треба да освои мнозинство од вкупниот број гласови, при што е потребно најмалку 40% од регистрираните гласачи да го оствариле своето право на глас. Идниот председател или председателка за клетвата ќе ја дадат пред стариот собраниски состав, пошто ќе треба да се конституира новиот парламент, за чие место се борат кандидати од 17 партии и коалиции на парламентарните избори.
На 11-тите парламентарни избори до 15 часот правото на глас го оствариле 636.098 граѓани или 36,71% од вкупниот број избирачи. На двојните избори гласачите имаат право само еднаш да го посетат избирачкото место за да го остварат своето право на глас, при што можат да гласаат за двата или само за еден од изборите, што според поголемиот одзив за парламентарните отколку за претседателските избори дел од граѓаните и го прават. На вонредна пресконференција Државната изборна комисија ги опомена членовите на гласачките одбори задолжително да ги прашуваат гласачите дали ќе гласаат за претседателски или за парламентарни избори или за двата избори и тоа да го прават кон секој избирач. Ова следува откако од терен добиле информации дека членови на избирачки одбори не го почитуваат упатството за гласање од ДИК. Општата оценка сепак е дека гласањето се одвива мирно и без проблеми во фер и демократска атмосфера. Изборите ги наблюдуваат акредитирани 1303 домашни и 860 странски наблюдувачи. Изборниот процес на двојните избори во Охрид се одвива во мирна и демократска атмосфера. Одзивот на гласачите до 15 часот е 38%. Гласањето на парламентарните избори и вториот круг од претседателските во Охрид се одвива непречено во мирна и демократска атмосфера. Сите 87 избирачки места во општината беа навреме отворени и не се регистрирани нарушувања на изборниот процес. До 15 часот своето право на глас го оствариле 38,41% од избирачите за претседателските избори и 38,86% за парламентарните, информира заменик претседателот на ОИК Охрид Предраг Васоевиќ. Ако направиме на компарација во однос на првиот круг и сега излезноста во 13 часот на пресекот во 13 часот е нешто поголема од таа што била во 15 часот во првиот круг. Во овај период имаме во утринските часови беше излезноста се зголемуваше до 11 часот, сега очекуваме излезноста во овај период е малку помала и после следниот бран некаде после 16:30 повторно се зголемува. Во главниот избирачки список за денешните парламентарни избори во Охрид се запишани 51.865 избирачи. Списокот е надополнет со 148 лица кои навршиле 18 години помеѓу двата изборни круга, додека за вториот круг од претседателските останува бројката од 51.717 избирачи. Нема проблеми од техничка природа, освен на едно избирачко место каде што утрово бил пријавен технички проблем со биометрискиот уред, па гласањето продолжило со користење на UV лампас и спреј, информира заменик претседателот на Општинската изборна комисија Охрид Васоевиќ. На денешните двојни избори има поголем број приговори од граѓани кои не се пронашле на избирачкиот список. Поплаки нема доставени, има приговори, 11 приговори се доставени, веднаш испраќаме преку апликација до ДИК, добиваме одговори, до сега се одобрени 6, 3 се одбиени, еден е отфрлен. И во општина Дебрца гласањето се одвива непречено и без проблеми. На 23 гласачки места во општината до 15 часот гласале 36,8% од избирачите на претседателските избори и 36,74% за парламентарните. Според главниот избирачки список за парламентарните избори во Дебрца се запишани 3952 избирачи, додека за вториот круг од претседателските 3941 избирач. А еве што изјавија граѓаните на Охрид кои ги анкетиравме откако го остварија своето право на глас на прашањето што очекуваат по изборите. Подобар живот за децата, за младите, вработувања да се отворат, за пензиите и за нас, за сите. Проблеми нема никакви по гласањето, се си регуларно, очекувам подобар живот за сите нас. И барам подобрување нормално. Затоа што 30 години е дека исто тапкаме на исто место. Очекувам да има големи промени и да државата крени како што треба нагоре. Значи да има реформи и број еден е мејто и корупција да се заврши тоа еднаш за секогаш и да станеме на здрави нозе.
Мирен изборен ден и во Струга. Сите избирачки места биле отворени навреме и гласањето се одвива без проблеми, информираат од Општинската изборна комисија. Излезноста на председателските избори во Струга до 15 часот е 22,76%, додека за парламентарните избори 28,38%. Во општина Струга гласањето на двојните избори се одвива тековно, без нарушување на процесот. Во општина Струга се гласа на 101 избирачко место, а право на глас имаат 61.496 граѓани. Излезноста до 15 часот е 22,76% на председателските и 28,38% на парламентарните избори. Од граѓани немаме никакви поплаки. Оние кои согласно изборен законник имаат право, ако не биле запишани, имаат легитимни документи да се запишат. Веќе уште од првиот круг се е постапено согласно изборен законник, имаат акти со кои им е дозволено правото на глас. А поплаки во однос на техниката, односно функцијата на убигот, немаме некои големи, одсабале оние технички кои тековно се очекувани. Меѓутоа, со помош и тимот на ДИК и IT тимот во нашата општинска изборна организација се веднаш решени и гласањето се одвива непречено согласно правилата. Гласањето и во општина Вевчани се одвива непречено и во најдобар ред. Во Вевчани на трите избирачки места од 2701 избирач до 15 часот за председател гласале 49,42%, а 49,40% за парламентарните избори. Гласањето за председателските и парламентарните избори засега се одвива во мирна, безбедна и демократска атмосфера, со помали инциденти, информира од Министерството за внатрешни работи. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски упати апел до граѓаните и до учесниците во изборите и во останатиот дел од гласањето да се воздржат од инциденти. Ангеловски рече дека доколку има било какво нарушување на изборниот процес, граѓаните веднаш да известат полицијата на броевите 192 и 112 или да пријават во најблиската полициска станица. Струга ја продолжи вековната традиција. Со божествена ѓурѓовденска литија вчера го одбележа патронот победоносен и великомаченик Георгиј. Најмасовната црковно-народна манифестација се одржа по 15-ти пат во градот на Мостовите. Со божествена ѓурѓовденска литија Струга се поклони на патронот победоносен и великомаченик Ѓорги. Илјадници, верници и свештеници, монаштвото од Бигорскиот манастир и сестринствата од Рајчица и Пречиста, со чудотворните мошти на светителот и карнинската икона на Богородица го осветија градот на Мостовите. Верниците на заштитникот на градот почет му оддаваа стоејки на двете страни на улиците и поздравувајќи ги моштите со фрлање цвеќе. Верувајте ми дека ова торжество што денес се случува тука, ако е културолошки најавтентично ја изразува традицијата, духот, идентитетот на нашата православна црква, како и на нашата држава пред целиот свет, е едно од најбогатите сведоштва за таа победа. Силно посакувам оваа паскална радост, оваа убавина, да биде перманентен израз на македонскиот народ. Гледката величествена покрај биењето на камбаните, пеењето на свештениците беше пропратено со хор и оркестар. Стружани од најмладо до најстаро велат овие денови за нив се посебни. Ја чувствуваат милоста на патронот на градот. Јас сум многу среќна за овој ден дека носијаве од Подгорци и баба ми ја направи. Не постојат зборови кои што може да го опишат овој ден денес. Посакувам секој ден македонец, секој ден христијанин да биде дел од овај ден кога Свети Георги чекори по овие улици. Овај ден во Струга представува многу среќа и сплотеност на народот, не само за регионов, за Струга, за Македонија. Литијата е одлика на долгата струшка православна традиција. Овој величествен духовен настан денес една од најголемите литии на Балканот се негувала 2 векови, а е возобновена последниве 15 години. Охрид ќе има плодна туристичка сезона, прогнозираат експертите. Во фокусот треба да бидат нови пазари, потребни се субвенционирани чартер летови за привлекување гости од останатите европски земји.
Охрид може да очекува плодна туристичка сезона, прогнозираат експертите. На годишно ниво се очекува пораст на бројот на туристи за 5%. Најбројни гости во Охрид и земјава се турците, но научната фела очекува гостите од овој пазар да го достигнат пикот, исто како што претходно се случи со холанѓаните. Во фокусот треба да бидат нови пазари. Потребни се субвенционирани чартер летови за привлекување на гости од останатите европски земји. Ако по утрото денот се познава, ќе имаме успешна сезона. Генерално предвидувањата се дека на годишно ниво ќе има годишно по 5% пораст на туризмот, било тоа во однос на посети или во однос на ноќевања. И тоа ни дава една добра основа за да размислуваме и за други пазари и за ново нешто во понудата, но ќе речам. Новините се кластер кој што го надоградуваат основниот елемент на охридската понуда. Треба да размислуваме на други пазари. Оно што е добро дека ние сме вмрежени во пошироки тури и значи заеднички ги таргетираме пазарите. Оние од далечниот исток не ја гледаат ни Македонија ни Хрватска дури. Тие гледаат Балканот и тоа е добро, но мислам дека уште малку треба на европските туристи да се фокусираме. За странските туристи Охрид не е скапа дестинација и покрај поскапувањето на цените од 10 до 30% на разни услуги во туристичко-гостителскиот сектор, главниот туристички центар во земјава и натаму е најевтина туристичка дестинација во регионот. Во светот, во Европа, а се разбери Македонија, инфлаторниот бран си го прави своето. И сега има малку тоа бркање околу цените секогаш со платите, но што има туристи, а имаме зголемување на бројот на туристи во јануари, се ќе го почекаме кварталниот извештај, значи не сме лоши. Никој не доаѓа кој е скапо. Значи се вклопуваме во тие, особено Охрид и Македонија се дел од таа балканска тура, што значи цените се апсолутно прифатливи за оние кои што доаѓаат. Во периодот јануари-февруари 2024 година во однос на истиот период од претходната година бројот на туристи е зголемен за 9%. И тоа кај домашните туристи има зголемување за 3,9%, а кај странските има зголемување за 12,8%. 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и на Црвената полумесечина, како и неделата на Црвениот крст и на Црвената полумесечина од 8 до 15 мај, Охридската организација ќе ги одбележи со низа активности. 8 мај е светскиот ден на Црвениот крст и на Црвената полумесечина. На овој ден, 1828 година, е роден Анри Динан, основоположникот на движењето на Црвениот крст. На 8 мај ширум светот националните друштва на Црвениот крст и на Црвената полумесечина преку пригодни активности делуваат на подигање на свеста за значењето на нашите основни принципи и вредности и не потсетуваат на потребата од намалување на човечките страдања, зачувување на човековото достоинство, заштита на животот на луѓето, како и надминување на последиците од вонредни состојби и природни катастрофи. Во рамки на одбележувањето на 8 мај, светскиот ден на Црвен крст и Црвена полумесечина, кој годинава се одбележува под мотото да живее хуманоста, и неделата на Црвен крст и Црвена полумесечина од 8 до 15 мај, во Црвен крст Охрид се предвидени неколку активности. На 9 мај, делегација на Црвен крст Охрид ќе положи свежо цвеќе пред бистата на Анри Динан во Охрид, пред седиштето на Црвен крст Охрид. На 13 мај ќе се одржи дисеминацијска сесија со дечињата од едукативната програма Полетарче. На 21 мај предвидено е да се одржи крводарителска акција во просториите на Факултетот за туризам и угостителство Охрид, наменета за студенти како и за сите граѓани, информираат од Охридскиот Црвен крст. Да ги погледнеме и вестите од светот. Затворениот руски дисидент Владимир Карамурза доби Пулицерова награда за неговите 7 колумни напишани за Вашингтон Пост, во кои се критикува војната во Украина и задушувањето на демократијата и слободата на говорот. Во соопштението на Пулицеровата комисија се вели дека Карамурза победи за страстните колумни, напишани со голем личен ризик од неговата затворска келија, предупредувајќи за последиците од несогласувањето во Русија кон Владимир Путин и инсистирајќи на демократска иднина на неговата земја. Неговата сопруга, Евгенија Карамурза, прифаќајќи ја наградата во негово име, му се заблагодари на Вашингтон Пост, што се погрижи да се слушне гласот на нејзиниот сопруг, кој е затворен во затвор во Сибир. Путин положил заклетва. Тој го започна својот 5-ти мандат како претседател на Русија.
Тој веќе е лидер со најдолг стаж на Кремљ по Јосиф Сталин, откако беше на власт речиси 2,5 децении, 20 години како претседател, 4 како премиер. Инаугурацијата на рускиот претседател традиционално се одржува во големата палата на Кремљ, а на церемонијата присуствувале повеќе од 2500 гости, меѓу кои членови на владата, членови на Државната дума и Советот на Руската Федерација, шефови на председателската администрација, судии на Уставниот суд, како и представници на дипломатскиот кор и познати личности. Бразилскиот претседател побарал од Конгресот да прогласи природна катастрофа поради големите поплави што ја погодија најјужната држава Рио Гранде до Сул, при што загинале 85 лица. Над 130 лица се водат како исчезнати по поплавите, а 150.000 лица ги напуштиле своите домови, известила цивилната заштита. Покрај уништувањето на патишта и мостови во повеќе градови, предизвикани се и одрони кои се закануваат со уште поголема катастрофа. Поради тоа, бразилскиот претседател побарал од Конгресот да прогласи елементарна непогода во споменатата сојузна држава, со цел да се одобрат дополнителни буџетски средства без оглед на фискалните правила усвоени минатата година, со кои се пропишува горната граница на трошење на сојузните држави. Илјаници луѓе присуствувале на свечениот причек пред палатата Србија, со што започнал официјалниот дел од посетата на кинескиот претседател Си Џинпинг на Белград, јавил дописникот на МИА од Белград. Кинеската делегација брои околу 400 членови, а за време на посетата се планира да бидат подпишани повеќе од 30 договори од различни области. Кинескиот претседател изјавил дека двете земји договориле се опфатно меѓусебно ослободување од визите, отвориле директни летови и подпишале договор за слободна трговија, а дека размената меѓу луѓето станува се поголема. Тој претходно истакнал дека без оглед на промените во меѓународната ситуација, Кина и Србија остануваат вистински пријатели и добри партнери и дека челичното пријателство на двете земји континуирано се зајакнува, со што е пример за соработка меѓу државите и народите. Јапонскиот конзорциум неодамна го представи првиот прототип на уред со голема брзина 6G во светот, кој е 20 пати побрз во однос на сегашната 5G технологија. Прототипот на уредот е резултат на соработката меѓу водечките јапонски телекомуникацијски компании, вклучувајќи ги Docomo, NTT Corporation, NEC Corporation и Fujitsu. Додека транзицијата од 4G на 5G се фокусираше на зголемување на капацитетот на податоците за активности како видео стриминг и мобилно прелистување, мрежите 6G може да отклучат сосема нови сфери на можности. Со зголемената брзина, 6G може да овозможи работи како холографска комуникација во реално време и изводрени искуства со виртуелна и мешана реалност. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!